Ова сеопфатна истрага, како што велат од основното јавно обвинителство за организиран криминал, финишираше денеска со обвинителен акт. Кривични дела се покренати до 6 лица. Едно од осомничените, од првично осомничените, според кривичниот суд се спогодил со јавниот обвинител, па според пресудата 2 години условна казна затвор, доколку во следните 5 години направи ново кривично дело, значи доколку направи, тогаш му се активира условната казна. Како што кажа Анита, истрагата е запрена поради немање доволно докази за висок член на МАНУ, станува збор за професор, исто така од економскиот факултет, тој не е опфатен во овој обвинителен акт. Се теретат професорите и асистентот за неколку кривични дела, најмногу за примање на подкуп, злоупотреба на службена положба. Прво осомничениот, пранешниот декан, професор на економскиот факултет се терети за 2 кривични дела, и тоа за примање на подкуп и за примање награда заради незаконски влијања, или да појаснам на гледачите, зимал мито заради прелазна шеска според основното јавно обвинителство, според овој обвинителен акт. Истрагата почна во јуни, кога, доколку се сеќаваш, на паркингот беа претресувани автомобилите, кабинетите во факултетот на самите професори кои што се дел од обвинителниот акт. Да слушнеме што вели обвинителството. Обвинителството ги товари обвинетите врз основа на докази што го потврдуваат основаното сомневање дека во повеќе наврати во подолг временски период, односно во текот на 2015 и 2016 година, како лица вработени на економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи из Скопје, искористувајќи ја својата положба, сториле кривични дела. Обвинетите БШ и СР се товарат за сторено кривично дело примање подкуп од член 357 став 1. Лицето ДЈ се обвинува дека сторило кривично дело примање подкуп од член 357 став 1 и примање награда за противзаконито влијание од член 359 став 2 од Кривичниот законник. Според просветниот инспекторат Анита, околу 21 студент, предпоставам дека се оние кои што поднеле преставки турски студенти за кои што реагираше и амбасадата на Турција овде во Македонија, дека не им биле валидни звањата, односно имале ништовни дипломи, затоа што овие факултети кои што беа наведени од страна на обвинителството, за кои што се прибираа вчера при претресите информации и докази, немале акредитација, немале дозвола за работа. Тоа го потврди самата собственичка, меѓутоа таа велеше дека иако пред 2 години побарала, се уште не добила дозвола за работа, тврдеше дека ги исполнувала сите услови.